Добро вечер. Само малку. Да се присобираме сите. Уште има луѓе што влегуваат во waiting room. Мило ме што ве гледам, мило ме што дојдовте и што ќе се дружиме наредниве саат време. Елина, тој е линкот спремен, после ќе ти кажам кога што како прво некои работи да ги поминеме на почеток, само да им дадам уште минутка на луѓето од преска што се обидува да влезат да бидат внатре и ќе почнеме со темата која што е секогаш hot topic, нема кога не е актуелна, нема кога не се радувате кога ќе кажам дека ќе има нешто во врска со тај менеджмент и реално и условите што се на таа тема, што од по социјални мрежи најмногу имаат гледано. Знам дека е страшно битно, времето малку небитно колку и парите можам да кажам, затоа што кога недостасува е многу голем стресот и многу голем притисокот и во денешно време сите секој од нас се чувствува притисок од некакви си рокови, рамки и покрај тоа еден куп други работи што треба да бидат завршени и мора да бидат завршени и сето тоа ја прави оваа тема актуелна и како да кажам, еден од најскапоценетите ресурси е и секогаш вреди човек да се едуцира на темава, да се ги проширува знаењата и да учи повеќе. Ќе си започнеме стандардно како и на секој вебинар веќе ова не мислам дека четврти во овој циклус. Да ми напишете во коментар прво од каде се го гледате ова, значи од кај се ми се јавувате, може во чат да напишете чат како чат. Напишете тука малку да ве активирам од кај се гледаме, што се гледаме. И како и секогаш, значи имаме покриеност од повеќе градови од земјата и од странство, Берлин, Скопје, Виена, Скопје, Виена, многу виенци денеска. Германија, Вилинген, Швајнинген. Добро, Касел, Германија. Добро, супер. Елена, каде е во Вилинген, Швајнинген? Во која покрајна спаја? Баш интересно не сум слушнала до сега. Па добро дојдовте сите. Олпе, Германија. Супер, дечки. Баш ми е мило што сте тука. Бајдам, Вутенберг, супер. Сега, исто така да ми напишете во чат тие што сте најпрв пат на овие предавања, што до сега не сте дошли на ниту еден вебинар, да видам колку ви има такви. Пишете само јас. Добро. Не ви ги читам имињата за после кој ќе објавам снимката да не испаднете прозвани. Ама, окей, мило ми е што ни се придруживте. Ајде напишете исто така, ме интересира чисто од каде Дизелдорф е. Ме интересира од вие што сте прв пат на вебинарот, од каде слушнавте, како дознавте, мислам веројатно сме поканиле некако пробиш теб, тоа е. Сме поканиле некако јас или мојот тим во ДМ кој сме контактирали, комуницирале, ама ме интересира како разбравте за вебинариве, како така од кај ви информација и како се одлучите да дојдете. Која што by the way за после 60 минути ќе биде многу мило што ги потрошивте овдека. А во меѓувреме за вас кои што сте скроз нови, кои што следате сега прв пат на ова наша дружина и нови наши предавања, кратко ќе се представам, после што ќе продолжиме со темата. Ќе го завршим представувањето, ќе ја представам темата. Денеска ќе ви дадам 3 мини задачи кои што се надам дека ќе си дадете шанса да ги направите во наредниве 7 дена, за да приметите дека за 7 дена ќе има разлика ако го направите тоа. Јас нема да имам начин како да ве држам accountable и како да ве контролирам. Тоа се случува само во група, кога имам група точно можам да знам кој ја направил задачата, кој не и таа особа потсетена благовремено. Меѓутоа, навистина ви кажувам дека и покрај тоа што е ова бесплатен вебинар и онака може ќе ви се чини тој ресурс како не знам не толку многу вреден за вашето време и вашиот обид да видите дали ќе ви донесе нешто, сепак од срце ви препорачувам да го пробате. Затоа што едноставно само од слушање и од гледање на било какви совети, било какви подкасти, читање било какви книги не може да ви се промени ништо. Тоа ви е како да гледате видео од теретана, како луѓе вежбаат, а вие седите и грицкате семки, не се помрднувате од место, значи едноставно мора да се прават некои акции, секогаш мора да предстои некоја акција за да следат промени.
И да не испуштам тоа да ви се да благодарам што денеска става супер бројка присутни овдека, многу ми е мило и со голем мерак го правам овој циклус на вебинари кој што ќе продолжи се до 24 септември. Денеска сме 10 септември и ја работиме темата Немам време е лага, еве зошто. Наредната среда, едниот вебинар ќе ни биде тивката саботажа и 5 начини како да ги срушиш сите изговори. Океј, од Инстаграм на секој претходен сака да присуствува, ама нема време. Добре, да погодивме со темата и да тргнавме на некој начин да направиме шифт да најдеш време за овој вебинар. Супер. Океј, јас сум Маја. Маја MJ. Ако некој се прашува од вас зошто ми стои тоа MJ додавката, тоа си го додадов сама како иницијали за мајка на Јоана, Mother of Joanna. И така со горда си ја носам таа додавка на моето име. Се бавам со личен раст и развој, водам моментов програма која што е животно спастувачка, животно менувачка за спремни жени кои што име доста од стоење во место, од заглавено со прокрастинација, дисциплина, од немање граници, од тоа секој кој како стигна да гази по нив и превземање на животот по своји раце. Повторно, до мои 29-30 години одев се по план со надеж за happily ever after од образование до стапување во брак, наоѓање работа, започнување семејство и тој happy after никако да дојде, односно тоа чувство од исполнетост никако не доаѓаше и мислам дека тоа само мене ми се случува, само јас сум нешто како може сега да не се чувствувам среќна кога ги постигнав сите тие работи што сум си ги зацртала од 15 години. И тогаш дојде Јоана во нашиот живот со незината состојба која што да натара длабоко да погледнеме во себе, да работиме на себе. Јоана живееше 6 години, од 2020 година веќе не е со нас и додека беше тука имаше бројни здравствени предизвици. При што јас почнав да работам на себе и постигнав длабока трансформација, каде што потполно непрепознатлив ми е денешниот живот од тоа каде сум била пред 10-11 години од сега. И тоа толку не е важно, значи ова никогаш не го кажам со цел јас да ви се пофалам, оно као шо прешма, еве сега да ти кажам за мене и овие работи да ги кажам. Тоа потполно е небитно за вас, кај сум јас сега и во каква состојба на мир и на спокој и на мир во моите релации со сите луѓе во мојот живот и со една стабилна финансиска состојба, со многу можности на патот, со многу убави луѓе кои што нонстоп легуваат во мојот живот и на мојот пат. Со една огромна благодарност што го живеам животот и во неверојатен мир, каде што више никој никогаш за ништо не ме закача, не ме провоцира, не ме нервира, значи само тоа е превредно, целата таа трансформација, а камоли па сите други аспекти. И не е тоа битно за вас да го знаете како податок, само е битно да знаете дека можете и вие. Можете и вие. До една од вас. Сите. Ова ви го кажам само за да видите што се е можно за вас, ако сакате. Ако сте спремни, ако сте војни да изградите доволен капацитет на дисциплина, за да бидете војни да правите репетиција на одредени работи и да погледнете на кај себе од прв чекор што може да го направите, тоа е превземање одговорност за се во вашиот живот, за се. За сите ваши навики, однесувања, за сите состојби, за тоа колку ви е банковното конто, кои луѓе го обкружуваат, во каква средина работите, каков третман добивате, како се однесуваат луѓето со вас на работа, дома. И тоа дека се потекнува од вас. И тоа е пресрекна вест, затоа што ако вие сте направиле одредени работи, што довеле до целиот овој ваш животот момент што го живеете на сите полиња, тогаш вие може да направите работи што ќе ја свртат работата на скоро друга страна. Почнуваме сега официјално со темата time management, односно немам време е лага. И еве зашто. И нема толку многу да поминам време во празни теоретски предавања, толку ќе гледам што попрво да предам на вежбите, за да ви објаснам како се прават и да видите дека во рок од една недела можете да ги имплементирате и да почувствувате некаква
промена, да видите што функционира и на кој начин функционира за вас. И кога ќе заврши тоа предавање, ќе ја прекинеме снимката, за да можеме да правиме муабет. Вие ќе ги вклучите камерите, кои што by the way сега може да ги вклучите. Јас на снимката сум во Гроплан, поставив снимањето на мојот спикер, така што се дека зборувам само јас, а вие не ги вклучувате вашите микрофони, и на саката не можете да бидете на снимка, веќе сте ги виделе другите на YouTube како изгледаат. Но после очекувам убава дискусија, прашања и да направиме брейктру и разјаснување на некои работи барем на неколку од вас. Зависи колку ќе ни дозволи времето. Колку ќе имаме време на крај. Океј. Оваа тема многу ме интересираше од старт. Ова беше една од првите теми на личен развој што ме заинтересира многу. Зборам, толку многу ми беше битно да ја совладам, затоа што, како што беа многу животни полиња и во улога на жртва многу животни полиња и на крај паметно ми беше дека ствари од мене се зависело и толку некако се наоѓав заглавена во разни животни ситуации, како на работа, така и во некои фамилиарни односи, така и во да не ги набрувам сите општи животни полиња, ги знаете кои се. И времето ми беше една од работите што никако не можев да ја зауздам. Нонстоп бев во некој хаос, нонстоп во некоја неорганизираност, во некој стрес, се почнато незавршено, мултитаскинг на сите страни, од друга страна прокрастинирање во најнезгодните моменти, во моменти кога најмалце би требало да си го дозволам тоа. И се пуштив многу во студирање на темава, каде што најдов прекрасни ресурси, како на YouTube, така и по книги, каде што прво нешто што ми се разјасни, а сега ви го кажувам и на вас како прва цртичка, дека времето не е концепт на имање или немање. Никош не може да имаме или да немаме време, затоа што времето е тоа што е дадено. 24 часа е дадено да има во еден ден, а 7 дена во неделата, а 30 до 31 ден со исклучок на еден месец од 28 дена да го прават месецот и 12 месеци се година. 365 дена во годината, значи не станува збор никогаш за имање или немање време. Туку секогаш во оваа смисла се работи за прашањето на што е приоритет, а што не. Ова е значајна разлика, што ако почнете во вашиот внатрешен диалог да ја комуницирате на овој начин, ако почнете сами со себе да бидете искрени во која ситуација и зашто имате вие приоритет нешто да направите или вие приоритет да бидете на некое место, а во која ситуација и зашто не ви е приоритет да бидете на некое место, тогаш многу попаметно ќе избирате на кои начини ви минува времето од сега натака. И јас порано, например, се држав до тие некои уверувања и цврсто верувам во тоа дека за нешто имам време, а за нешто немам време. Но откако ова го интернализира во мојот внатрешен диалог, што ми е приоритет, точно сватив дека и точно увидов со докази дека на вистина за сите битни работи не да најдов време и тоа оро играв. А за сите работи кои што ги испуштив и кажав, нема време за тоа и тоа, ако искрено се погледнав кон себе и искрено се направив муабет самата со себе, ќе се дојдов до сознанието, ствари тоа не ми беше никош ни приоритет. Ова многу интересно и сликовито го објасни на духовен начин на експертка за време, која што имаше најдов некој незин TED Talk на YouTube, каде што жената напишала и книга една, до сега може би повеќе книги, овој TED Talk е многу давна. Не го знам името, ти не ме прашувајте, тоа никош не запомни. Се она експертка за време и држи TED Talk на тема време и како да се биде попроактивен, како се штеди време или да се добие. И во еден момент кажува, јас како експертка за време сите мисла дека го владам времето на сите можни начини, ама иронијата е дека ја, например, не закаснив маца за ова предавање за маца и тука на сценава ќе казнав, ама добро бидна се. И јас интервјуирав 500 или 600 многу зафатени луѓе како CEO на некои фирми, па со бројни проекти вклучени, па плюс мали деца, па плюс еден куп други придружни работи во секојдневието. Значи, ете така, ти се најзафатените луѓе.
и ги прашував за совети како тие го организираат своето време со цел ние да можеме да украдеме некој, нели, нешто корисно од tips and tricks за ние да си го организираме своето време. И едно од тие жените, која што има и 3 малолетни деца, па не знам колку проекти во тек и води голема фирма, е многу зафатена. И ја викнала некоја другарка да одат на пилатес, не знам колку пати неделно, и женава сам за малку што глава не искинала, типот на што ти знаеш колку сум зафатена како пилатес, уште па 3 пати неделно сакаш да одам на пилатес, тоа се ја немам 5 минути кај да најдам пус во неделата, ти ми бараш 4 сати во неделата за да се дружиме таму во некоја си сала, нема шанси. Но поручевта доаѓа дома и гледа дека ја пукнала цепка во подрум и до првиот кат на куќата е скоро се поплавено. И за тоа да се садмира, да дојде служба прво се да дезинфицира, да среди, да исчисти, да се направи пак тој простор оспособен да биде за живење. Таа мора да се бави со мајстори во текот на 7 дена по неколку сати на ден. И сега, одеднашка се ваѓа себе си како времето е еластично и она на незиниот збиен распоред нашла време да се бави со мајсторите, затоа што оплавено е куќата, поидно здравје. А од друга страна, на поканата да идеме на пилатес, па немам време. Значи, тоа е првиот дел од, како да кажам, од лекцијата дека времето е прашање на приоритет, а не на имање или немање. Значи, првиот слој на тоа е дека времето исто така е еластично. За вакви некои итни работи кои што вие сигурно како ова слично со поплавата, секој од вас добил последниве 5 месеци или помалку од 5 месеци нешто така преитно што траело неколку дена да се реши, а и одеднаш сте нашле време, а сте биле сигурни дека немате. И исто така самата оваа предавачка го кажува моментот на секогаш размислувајте низ призма на тоа што ви е приоритет, што не ви е приоритет. Зашто јас сега пред вас можам да стојам и да ви кажам дека моите прозори во мојата куќа не се избришени, питај Бога од кога. И јас немам време да ги избришам. Трчам на TED Talk, трчам разнесувам деца по активности, трчам држам поучени, трчам со публицистот, треба се најдам да роковите за книгата, брзам да ја допишам затоа што ме чека, не можам со договор, сум брзана, не смеам да каснам. Немам време да се бавам со тоа. Ама, ако вие сите тука дојдете цела публика кај мене дома и ми кажете, јас ќе ти да, ние сите заедно ќе ти дадеме $250,000 ако си ги избришеш прозорците од куќата. Знаете како ќе ги избришам? Одма ќе земам крпа, ќе ги светнам до вечерта, цела куќа ќе биде пребришата. Но, бидејќи вие нема да дојдете кај мене дома и нема никој да ми понуди пари да си ги избришам моите прозори во мојата куќа, јас пак се станувам на тезата немам време. Кога всушност, мене тоа сега не ми е приоритет. Еса. Од тука натака ќе преминеме на вежбите, зашто ми е битно да ви ги предадам. Сакам да ви се заблагодарам за тоа што вас ви беше приоритет денеска да бидете тука и не го сваќате тоа lightly, тоа на македонски би ми дошло здраво за готово, тоа што вие го приоритизиравте моментот да присуствувате на ово предавање и да го фатите во живо, каде што има најголема корист за секој од вас, за разлика од тие што после ќе го слушаат предавањето. И ви кажувам, да не го сватите тоа здраво за готово, затоа што ова не е моје прво предавање. Јас држам предавање од 2021 година, што значи веќе 4,5 години до сега држам редовно предавања, некогаш на почетокот тоа беа Coffee with Maya среди, но во основа беа исто вака вебинари. Секој Coffee with Maya имаше некоја тема, некогаш беше тај менеджмент, некогаш работевме оверување, навики, цели, значи сите можни теми од личен раст и развој ги покривавме. И имаше додека во текот на 3 години одржав 69 Coffee with Maya, 69 пати. Некојаш по саат време, некојаш саат и пол останувавме. Тоа се, ајде да ги закружиме на 75 часа, дадени од моја страна на поширокиот аудиториум на кој му е мило и драго да слушне. Бесплатно, на Zoom, секогаш во некој ваков термин, пак има некојаш исклучи се луѓе работат и тоа распена, меѓутоа најголемиот од вас дел може да се ослободи во овие сати.
И некој пат беа во фреквенција на 2 недели, некој пат беа еднаш месечно. И имаше жени кои што од старт ги добиваат покаjaните и мейловите. Уредно, за секоја кофе with Маја, за секој вебинар по тоа, за секој можно предавање, бесплатно или платено. Значи, уредно беа поканувани со многу однапред најавено, точно се знае, саат и час. И немате појма колку многу пораки добив од истите жени. Леле колку сака да се уклучам, ама никако не можам. Леле колку сака да се уклучам, никако не можам. И така, пројда 4,5 години, каде што има се уште жени на мојата мейл листа, кои што се решени дека ќе почнат да доаѓаат кај да е новија предавања, свесни се дека им треба и дека ќе им користи, и уште се борат со тој изговор, ама јас нема време. Некој пат беше роден ден прашање, некој пат они се на роден ден негде, некој пат им е на нив дома роден ден, некој пат им е не знам какво размислување, некој пат се не знам какви гости во прашање, некој пат заборавив, ми текна по 15 до 8. Значи, секој пат имаше некоја причина, која што јас сум наспевка и слушав секој пат затоа што добивам, значи, мејл со објаснување и со онака не ми се верува дека пропуштив на следното, сигурно ќе дојдам. И секогаш се наспевнувам од причина што знам дека ако тоа било приоритет, ќе најдела начин. Како што вие денеска сте нашле начин, а верувам дека имате многу попаметни работи што да правите. Имате фамилија, имате деца, имате непрочитани книги, неислушани подкасти, неизгледани серии на филмови. Значи, не е дека вие сега се тепавте досада овој саат време, ако не дојдовте овдека. Меѓутоа, на вас е ово приоритет. Вашиот личен развој е приоритет. Ова е вашиот став, ова е вашиот стандард, да се повикам на тоа што го зборевме минатата недела. Ова е вашиот стандард, на кој стандард се држите вие, за да можете да постигнете некои резултати што вие ги посакувате во вашиот живот, а се уште ги немате. И во тоа име ќе поминам на задачите, кои што 3 задачи се оваа недела, кои што сакам да ви дадам, и многу сакам да ми дадете фидбек. 2 работи многу сакам. Прво сакам да ми дадете фидбек, дали ги направивте. Дали ви беше приоритет да ги направите. Исто така сакам да ми дадете фидбек што тоа ви донесе. Слободно можете да ми пишете дека онака, па ништо посебно. Ако е тоа одговорот, меѓутоа јас знам дека малку било што да направите од палетата на акции за личен раст и развој, дека тоа ќе ви донесе многу. Второ нешто што сакам да го направите, да ме сликнете мене сега, да го сликнете екранот и да се пофалите на стори дека сте дошли на вебинар, кој што се вика "Нема време лага". Или едноставно само дека сте дошли на вебинар кај Маја, таа многу ќе ми значи да да постирате таква стори, да ме тагнете, за да можам после да се го репостирам кај мене на профил. Thank you, ви благодарам однапред. Сега, исто така пред да преминам на задачите, за кои што се надевам дека ќе ги направите, дека ќе ми поставите фидбек, тоест ќе ми поставите, ќе ми пишете фидбек, сакам да ви кажам нешто, дека мојата програма Јоанина мисија, која што не можам сега да ви дам обширни описи за истото, затоа што многу време ќе изгубиме, меѓутоа се водеше пролетва до летото. Во моментов се формира група која што ќе почне на 29 септември. Ама, оно што е многу битна информација е дека самото 26 септември ќе може да влегувате во онбординг процесот. После тоа мора да ги затвориме уписите, затоа што ќе ви требаат минимум 3 дена да се подготвите пред официјалниот старт на 29 септември. Така да имате предвид дека уште некои 15-16 дена имате за да размислите, да разгледате, да се информирате повеќе за што се работи. А јас, за да ви помогнам во тоа, одвоив термини 5-6 имам слободни до крајот на неделава, кои што може да ги кликнете, и само оваа недела, не сум сигурна дека другата ќе го правам тоа, затоа што имам некои работи што треба да ги следам, и другото ќе полагам испит за државјанство кон крајот на другата недела. Така што само оваа недела, тие што ќе се изберат термин да дојдат да разговараме, ќе добијат и процета на тоа кои ви се тие неколку битни работи што сакате да ги добиете, и ќе добиете 90-дневен план стратегија
што може да почнете да правите од денот кога ќе разговараме по последните 90 дена и тоа ќе го добиете на самата сесија. Без разлика дали ќе влезете или нема да влезете понатаму во групата. Исто така имате предвид дека овој линк што го подели сега Ирина во чат, дека содржи неколку термини, значи нема премногу и да бидете фер, тие што помина на разговор минатава недела и преминатава, тие што искористија средба со мене во последниве 3 недели, да не кликнете, да им оставите можност од тие што до сега не биле, што не сме имале можност еден на еден вака да седнеме 30-40 минути да поразговараме. И, значи, со таа можност дека нема да го завршиме тој состанок додека не ја направиме, тоест нема да излезете од тој состанок без да ја направиме таа 90-дневна стратегија за вас, а разговорот нема да фати повеќе 30-40 минути. Нема да биде превише time consuming. Така што, ета така, оваа недела решив да ви го приуштам. Е сега. Прво нешто што сакам да го направиме е да освестиме, тоест вие да освестите за себе колку пати последнава недела сте си рекле немам време. Може ли вака секој од вас да си направи рефлексија колку ова го користите на неделно ниво? Колку да пати и да многу да малку, да бидеме искрени дека тоа е лага. Не зашто вие сте лажги, туку затоа што вистинскиот проблем никогаш не е времето. Туку е во тоа како го користите вие. Би се изненадиле кога би дознале дека разликата меѓу хиперуспешните луѓе и оние кои што не се успешни во конвенционално смисло на зборот е во тоа што успешните луѓе нивното време го користат премногу продуктивно. Нема предавање на дистракции, на time wasters, на размислување од дена за дена што како треба. Се е некако плански, стандардите се такви да бидат обврските испланирани, замислени и направени на неделно ниво, на месечно ниво, некој дури до таму да може да го испланира тоа и на годишно ниво. И едноставно, значи, во следниве неколку вежби ќе ви покажам систем што го користат жените кои што постигнуваат многу, а сепак не изгледаат исцрпено и може да се применат веднаш. Не сакам да бидете заглавени во верувањето дека да, окей, можда е возможно, јас скроз да се организирам и да завршам се што имам, се што треба, не дека не е возможно, ама на крај ќе бидам исцедена како крпа, кој знае колку ќе бидам изморена, кој знае колку и т.н. Не е точно тоа. Тоа само некоја приказна што сте си ја раскажале, можеби, која што не е вистината и не е вистинска. И сега ќе ви дадам еден конкретен алат. Првата конкретна вежба ја работиме сега. Тоа е формулата 20-20-20. Утре, мои дами, значи ќе одредите 1 саат во денот. Ајде нека не биде од старт, особено ако немате никакви рутини, нека не биде ова првиот саат кога се разбудите, нека биде негде оној саат во денот каде што и така треба да искористите пауза од работа. Може работите дома, може работите некаде надвор од дома, сте лоцирани во некаква канцеларија, предпријатие, продавница, што и да е, ама секој има пауза така во денот. Значи, битно е оваа формула 20-20-20 да направите во едно парче, во 1 час. Првите 20 минути тргате телефонот на страна, по можност исклучен од интернет, дисконектиран. Исто така и Wi-Fi-то на компјутерот каде што работите. И 20 минути навите аларм и правете само едно нешто, една активност без мултитаскинг. Например, завршување на некоја многу важна задача, пишување на некој многу важен мејл до некоја особа кој што не бива за 2-3 минути, завршување на некој извештај или прегледување на некој извештај, некакво си планирање, правење список за нешто. 20 минути фокусирано работете само едно нешто. Бидете присутни во тоа. Без ностоп да зиркате нотификации, да делите главата на сите страни, да слушате што прават другите муабет.
да ги гледате сите мейлови up to date како доаѓаат, одговарање одма на повик дека ве бара мајка ви на телефон или сестра ви или не знам кој. 20 минути со намера го држите фокусот на едно место и работите нешто фокусирано. Само што ќе зазвони алармот, од претпоставка дека тоа веќе одма вашето време за пауза, излегувате надвор и 20 минути го движите вашето тело. Затоа што тело што се движи, содржи ум кој што е ослободен. Ако сте дома и ја правите таа пауза и може да не ви биде одлуката одма да излезете надвор и да пешачите, може да направите некое вежбање тука на лице место каде што сте. Може да земете некако душек и да се издвижбате, да се стигнете, да направите јога, меѓутоа 20 минути се посветувате на движење на вашето тело. И веднаш после тие 20 минути се ставате во тишина и се посветувате на journaling, медитација, на дишење и ова е момент на ресет. Ова формула 20-20-20 изгледа премногу едноставна за да би функционирала и за да би сменила нешто. Ама ќе ви кажам дека баш за тоа функционира. Победничките жени, дечки, не барат магија, не барат магични стапчиња, не барат тука јас да кажам некоја таква феноменална вистина, потресителна, каде што на звонци ќе почнат да се слушаат од сите страни и небото ќе се отвори, не знам што ќе се случи. Туку едноставно победничките жени градат стандарди кои што се повторуваат. Може би вие мислите дека посветувате доволно време во текот на денот на фокусирано работење. Не викам не, не викам дека секој од вас е во еден истите кош. Може би многу од вас посветуваат внимание на движење на телото или идете често на водно покрај река, шетате, пешачите, вежбате или на теретана. Не викам дека не. И исто така, знам дека со сигурност со тоа што ве гледам кои сте тука присутни, знам дека многу голем дел од вас сте посветени на некаква утринска рутина, некаков mindfulness, почнување на телефонот, почнување на денот строго без телефон, туку со дневник во рака, со чај или кафе, со тишина, со свесно дишење 5 минути, со затворени очи, себе центрирање. Тоа ми е јасно, дека вие ги правите овие работи во текот на денот. Ама задачата е да ги направите во 1 сат, во едно парче на овој начин. И тоа да го направите со не онака, морам да го направам ова 20-20-20 задача имам, туку како да го чекате тој момент возбудено, како да ви е радост, тоа што да правите нешто за себе и правите по прв пат оваков начин и пробувате нешто ново и пробувате нова техника и баш сте возбудени да видите каков резултат тоа ќе има, што тоа ќе ви донесе. Баш кога спремав ова предавање ми дојде инспирација на моите девојки од групата ми пишува дека следен пат кога ќе имаме сесија да се спремат да си имат патики до себе и тетрадки, пенкал и слично, затоа што сакам еден дел од вежбава да го направам возможен на лице без да го пробам, меѓутоа тоа за вас во моментот нема значење. Вие направете го сами и почнете уште од утре и правете го 7 дена поредова. Ако доаѓа викенд, да знам дека за утре петок и дека после сабота и недела и во сабота и во недела се работи на себе и во сабота и недела може да се најде еден единствен сат од сите 24 што ни се ставени на располагање. Океј? Сега. Втората работа што сакам да поделам со вас и да ви ја дадам како тул, како алат е како да престанеш со overthinking во рокот 48 часа. Ајде прво тука во чет да видам колку сте вие овертинкерки. Колку од вас имаат проблем со overthinking и нон-стоп анализи, нон-стоп вагање, нон-стоп премерување, секоја одлука се односи по 100 денови и сите можни опции се гледаат без разлика дали одлуката мала како, не знам, зрнце шекер или се работи за огромна нека одлука како купување станкова или што и да е. Ајде да видам во чет како стоиме. Имаме ли овертинкери во групава? Корске га имаме. Океј. Ова сега што ќе работиме, се надевам дека ќе ви го редуцира овертинкингот и дека ќе ви излечи од истиот, затоа што овертинкингот е само маска за страв. И
Ние премногу анализираме со крајна цел да избегнеме некоја акција. Почнуваме да овертинкуваме и ја носиме некоја нас таа особина со уверувањето, ама јас сум само премногу внимателна, не ќам да грешам, јас сум одговорна особа, не ќам да оплескам нешто, сакам се да биде направено како што треба. Значи, тоа е нашето уверување во кое што ние веруваме и затоа сме предадени на некаков овертинкинг. Меѓутоа, тоа е маска за страф. Секој од нас што се пушта во такви бескрајни анализи, толку многу троши енергија, толку многу мозочни клетки се неповратно изгубени во непотребен стрес, затоа што имаме страф на крајот на линијата, кога сите тие мисли ќе ги тргнеме на страна, кога ќе почнеме да го разложуваме нешто во зашто толку го овертинкуваме и отидеме 5-6 прашања зошто во длабочина, ама зошто сега го овертинкувам ова, затоа што некај да сгрешам, а зошто? Затоа што ако сгрешам тоа ќе значи дека сум феилер, а зошто? И тоа толку неколку пати, 5-6 пати зошто ако отидете во длабочина, ќе видите дека вие всушност тука само се работи за страф. Или страф од неуспех, или страф од успех, или страф да не испаднеме будали, или страф некој да не измами, па после тоа да не паднеш што теку само довербати, да не си веруваме ни на себе и на другите, или страф дека нешто ќе ни се случи лошо на нас или на нашето семејство, секогаш е некаков страф во прашање. Меѓутоа, еве конкретно тоа, само да видам. Морам се отраснам од овертинкинг, зашто тоа ми го качува притисокот. Па да, ти верувам дека ти го качува притисокот затоа што е многу голем стрес, наместо да носиш одлуки и да делуваш и да правиш акции, макар сгреши, ќе има време да се исправи таа грешка, да се смени курсот, да се смени правецот на движење на некои работи, вместо тоа да се прави, ние седиме и овертинкуваме, 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 кога да мислиш ќе живееме 250 години. А никој од нас нема да живее толку. Шансите се дека сите што сме дека собрани и сме живеето не ќе да премираме, а пола живот веќе пројдеме. Значи тоа се шансите. Значи многу е по логично да ни размислува мозокот типот на дај да ги носам одлуки и да терам натака да правам акции, да правам нешто, постигнувам, отколку само седам, мислам, седам, размислувам, седам, планирам. И ова е прашањето кое што ќе ви даде насока, дали вреди толку многу да се помине во овертинкинг за една единствена работа. Кога се фатите себе си, дека имате тешкотија да донесете одлука и дека озбилно сте влизани во дупката на овертинкингот, само прашете се дали ова ќе биде важно за 5 години. За 5 години од сега. Ова сега што го мислам, ќе биде ли битно за мене, за семејството, од временска гледна точка, од финансиска гледна точка, од гледна точка на односи со луѓе, од гледна точка на некакво постигнување, ќе биде ли битно? Ако не, реши го за 5 минути. Реши го за 5 минути. Немој да бидеш од тие особи кои што се измачуваат себе си. Тоа овертинкингот, можам да ви кажам, и искуствено така сме заклучила, повеќе е женска работа. Повеќе ние жените имаме тенденција да ги овертинкуваме работите. Меѓутоа, имајте предвид дека оние други луѓе што не овертинкуваат и што носат одлуки многу брзо, буквално во 5 минути, не значи дека не се одговорни или се брзоплети или дека се помалку одговорни од вас. Туку тие само сфатиле дека е многу повредно да направиш 15 акции, од кои што 7 ќе бидат глупост, ама 8 ќе ги угодиш. Не може она да правиш глупост до глупост до глупост, па сега не сме бебиња, така. И многу е подобро да се направат 15 акции, од кои што пола нека бидат грешка, ама пола да донесат до некое следно скалило, отколку да поминат да помине многу време, а да има нула акција. И после одреден број на месеци кога ќе се најдете на разговор на истата тема, да се доведете во ситуација да кажете, па јас чекав уште размислувам за тоа. А возот веќе отиде. Значи, ако нешто, кога се прашате себе си, дали ова ќе биде битно за 5 години, ако одговорот е не, ставите се пред избор да го решите за 5 минути.
И тоа е тоа. Толку едноставно. Не е лесно, особено ако сте хроничен овертинкер, ама крајно едноставно. И предизвик за вас во наредните 48 часа, кога ќе се фатите во овертинкинг, е приметете го тоа и или веднаш разрешете го и пофајлете ни за другата среда во коментари, или пуштате го. Ако не е нешто што одма ќе го разрешите, ако не е некој предлог што одма ќе го прифатите, ако не е некоја постапка што одма ќе направите, тогаш пуштете го. Не го ни мислете, не се мачете. Немојте да не се сакате себе си. Многу е лошо за вас на подсвесно ниво. Особено е погубно за вашата самодоверба да проаѓате денови и денови во овертинкување на едната иста работа. Ако веќе не ја донесувате одлуката да превземете некоја акција, да решите нешто, иш него не мислете тоа што е тема што можеби воопшто не ви е ни приоритет, не ви е ни битна сега и не ни можеби треба да се случи сега. Така што очигледно кај мене е хронично. Па ќе можеш да се патиш за овие, да ги пробаш овие техники, па ќе ми кажеш. Не можеш да кажеш дека си безнадежна, додека уште не си го ни пробала ова. Така што не се откажувај толку рано. Океј. Сакам сега исто така да поразговараме за моментот на да подсетувам, значи уште еднаш кај Ирина го подели календарен линкот, значи тие што си резервирате, прво немојте да бидете тие што веќе до сега се видовме последниве 15-20 дена, а второ тие што ќе дојдете, значи ќе се добиете 90-дневен стратегиски план, така што возбудена сум да чујам што работата што ви е битна и да го искреираме тоа заедно за да имате блупринт и план за следните 90 дена, што би било негде прилика за до крај нова година и тој период секогаш ми носи така посебен наплив на возбуда, на новитет и на нова мотивација за креирање на нови работи. Океј. Сакам сега како трета вежба да ви презентирам како ќе правиме неделен скорборд кој што нема да ви дозволи да се вратите назад кон изјавата јас немам време, никош не стигнувам време и т.н. Много е важно да знаете дека кога доаѓате на вакви предавања и слушате некои работи кои што ги знаете, не дека никој од вас не ги знае, меѓутоа сега ги слушнате од аспект на тоа јас како ги размислувам и начинот на кој што ги кажувам, вие не сте го слушнале до сега и заради тоа е корисно тоа што јас зборувам од оваа страна, вие слушате концепти, работи кои што ви се познати, ги знаете, но ги слушате на малку подруг аспект, па според тоа ќе ви отклучат разни перспективи во вашата глава. И ќе добиете различен тип на аха моменти, различен тип на одлуки ви се јавуваат, различен, не знам, различно го согледувате тоа до каде бевте сега и како правевте и како можете од утре да пробате нешто поразлично за да видите дали ќе биде подобро. Но замка има голема тука и затоа го ставив како трета вежба, а тоа е дека ќе сватите и ќе добиете јасност дека повеќе од 7-8-10 работи би требало да ги смените, ако сакате да ги добиете резултатите што ги посакувате. Проблемот со тоа, со тој факт е дека вие 7-8-9-10 работи не можете да промените одеднаш. Затоа што тоа е премногу енергетски исцедувачко, затоа што е премногу голема промена на целиот наш нервен систем и телото, и биологија, и мотивниот наш склоп, и тоа да менувате толку многу работи во едно време и дури и да пробате тоа да го направите, нема да биде одржливо. Тие промени ќе траат 2-3 дена и фуп ќе се срушите како крушки. Ова ви го кажува некој. Дискретно ќе подигне 2 прста, кој што пробал, направи 7, 8, 9, 10 промени во својот живот, што јас можам, јас сум паметна, интелигентна, еве сега сватив, еве сега дојдов толку многу информации за XYZ, што имам јас тука да не можам да променам. И тој некој дискретно со 2 прста горе проба во еден момент на најлоши навики во животот, на преспивање, успивање, нула организација, исхрана, поздрав, губење дистракции, прокрастинирање, немање дисциплина, невежбање и еден куп други навики почна со линијата на ќе станувам само 5
саат на сабајле, а ќе станувам 5 саат сабајле, плюс ќе се туширам со ладна вода одма, плюс одма вежбање, после тоа медитација, бла бла, па не знам здрава исхрана, па не знам до толку и толку саат, до 7 саат веќе направен планот, уште се мислиш куќа што да не изградам. Значи контактирани луѓе, пратени мејлови, читана 15 страни книга, напишана журналинг, направено план, значи продуктивност максимална и сето така од деннаш, од еден ден. И бев предупредена од мојата посилна половина, која што ме знае како буквар, и ми вика, зошто ова си го правиш, не се прават толку многу промени од еднаш, кога почни од едно нешто, почни од она, кога спиеш до 7, станува во 6 и пол, што ти е со 5 сата бајле, и јас тоа се игнорирам, и сите јас мои нови здрави навики, паметни навики и рутини и однесување ќе ги донесам во еден ден, да на третиот ден паднам како крушко, што во 9 сабајле се легнам да поспиам, зашто не можам, во несвест ке паднам. И на четвртиот ден веќе готово. Сум се откажала и од 5 сабајле станување, и од рутини, и од туширање со ладна вода, од вежбање, од се поред, затоа што тоа не е одржливо. Но, затоа сега ќе направиме, јас и вие, наш неделен скорборд, кој што ќе биде представен вака. Значи, имаме некаква табела, тој систем на 3 клучни навики, кои што вие сакате да ги добиете најбрзо од сите други навики. За некој од вас може е навика што не спомнав. Јас примерно никогаш не сум била пушач и не го не спомнам тоа како опција, меѓутоа голем дел од вас можеби се борат со резолуцијата и борбата во себе со години, зашто се викате ќе престанам да пушам, не ќе да пушам, не ќе ми да ми биде тоа навик и т.н. Значи можеби тоа е во прашање. Можеби во прашање престанување прокрастинација, престанување на doom scrolling. Како на пример ќе седнам 5 минути на TikTok и одеднаш прошла 3 сати. Може некој од вас сака се реши навика на прекумерно и претерано гледање на Netflix серии или серии општо земено, не е дека само Netflix ги прави. Може некој од вас сака да излезе од навика на недовршување никогаш на започнатите работи или мултитаскинг кој што доведува до голем бърнаут, голем стрес и до големи грешки во работењето исто така. Може би некој од вас сака да поработи на навиката од тоа да се издарава, исто како се изразам по културно, ама не ни сакам искрено моментов. Значи, сум ги имала овие ситуации, па тоа многу ми е лесно ги направам, зашто до сега само ќе ми текне некоја жена со која ме права на муабет и одма ми текнува што со некој од вас би можело да се бори. Значи, некој од вас може сака да престане да научи подобро да комуницирате, да влезе во навика посмирена комуникација, наместо само да се издарава врз деца, врз сопруг и останати луѓе во животот. Значи, секој од вас има 3 клучни навики на кои што сака да поработи. Пример, особа што многу чита, како јас, например, нема потреба да ја градим навиката дневно читање. Не памтам ден кај што немам прочитано барем 2 страници во мојот живот. И пред да работам на себе, од секогаш, од како сум научила да читам. Меѓутоа, голем дел од вас можеби се борат со уверувањето, јас немам време за читање, ама знам дека тоа добро и знам дека треба да се прави и јас треба да работам на таа навика како да го вметнам читањето во мојата дневна рутина. Значи, ви дадов многу примери, ама и без да ви ги дадов овие примери, вие сите знаете кои 3 клучни навики сакате да ги воведете. Може би се 7, 8, 9, 10 навики, како моите што беа на почетокот, што сакате ги смените. Не се секирате, ќе дојдете до тоа. Јас да земам, да се вратам во 2018 година, кога почнам да работам на себе, и секојаш на жените што најат на состаноци им кажувам, ова се вака книги за читање, меѓутоа овој дел од оваа страна на библиотеката се тефтери, џурнали, пополнети од прва до последна страница. Тоа целата моја работа на себе, цел мој behind the scenes како јас работам на себе. И од 2018 година до сега, сме 10 септември 2025 година, не 7, 8, 9, 10, не, може би 20, 30 нови навики имам во мојот живот, што со лесноќа ги извршувам, со никакво пренамагање, прокрастинирање, па дали денес да направам вака или да не направам така, едноставно сум ги сработила до ниво да бидат како мијање забини, не размислувам за нив, само ги правам и затоа се подобри резултати ми доаѓаат во животот. Меѓутоа тоа не е бед на јуриш. Не успеав на тие
па дали мислите, еднаш само пробав 4-5 пати, така да се залетав со од 5 савајле станување и се да биде вклучено во првите 2-3 сати останувањето. Меѓутоа, тоа не беше одржливо. Она што беше одржливо е вака да ги работам моите навики 3 по 3. Ајде сега, на 3 навики ќе се фокусирам овој месец да ги воведам. Па 3 наредниот, па 3 наредниот. Не е Рим изграден за 3 дена. И не е дека вие ако до сега не работевте на себе на ваков начин и сега почнувате да работите на себе на ваши 30, 40, 50 години, дека сега имате задача се да сработите на себе за наредни 2 недели. Не оди тоа така. Треба време. Затоа пак ќе ве потсетам. Значи, правиме скорборд, правиме стратегија. Јас и вие. Наредната недела, тоест не наредната недела како понеделник, сад сме среда, значи да не се паќаме илиња во зборовиве мои. Почнуваме од утре, четврток. Од утре четврток до другиот четврток. 3 клучни навики на кои што се фокусираме, си ги ставате во календар, сите тие 3 навики. Четврток, петок, сабота, недела и така до другиот четврток, каде што на крајот на денот ќе ги означувате со или со штикла, ако сте успеале да ги остварите, или ќе им ставите X, ако не сте успеале да ги направите тој ден. Бидете искрени со овој документ, на некој начин овој документ што ќе го водите, затоа што никој нема да ви го проверува, нема да ви кажам дајте сега списоците да видам кој колку иксови има, кој колку штикли има. Едноставно ќе ви биде тоа добар документ ставено се на парче хартија за да може да видите наредната недела да направите рефлексија. Што функционира за вас, а што не? Која навика ви више лесно да држите, на која ќе треба уште повеќе да се работи. Значи, кога имаш скорборд на тој начин пополнет, со иксови или со штикли, нема криење, не може да се себе излажеш. Тоа ти кажува дали живееш по стандард или живееш по изговори. Тоа јасно ќе ви покаже каде сте. И од тука натаму, ако ви е волја, нешто ќе менувате. Че овој систем ќе ви даде старт. Ако сакате трајна промена, нормално дека треба повеќе од формула, повеќе од овие 3 формули, треба да работите консистентно, треба да имате силен accountability систем, затоа што на почеток ќе се водите само по мотивација, меѓутоа мотивацијата е врзана со емоции, а емоциите се менуваат често, одат горе-долу и зависат од разни животни околности, од хормонални промени, од разни периоди во месецот, годината итн. И без добра accountability поддршка многу е тешко да се издржи во ова и без изградена дисциплина многу тешко исто така се издржи во работа на себе, затоа што кога си водена од мотивација, правиш работи само кога си хепи, кога ти е се подредено. Меѓутоа, ајде да бидам искрени сите дека, вклучувајќи ми мене, колку работи не беа подред и не беа баш како што треба, само во последниот месец дена, и што не се ни враќаме порано, така? Затоа е многу важно да научите како се подпирате на вашата дисциплина, ги правам овие работи тие зашто треба да ги направам, а не затоа што ми се прави или не ми се прави. И за најспремните од вас тука е програмата. Се вика Јоанина мисија. By the way, кој што име премногу и стои и е најлогично на свет, затоа што мојата работа е продолжеток на мисијата на Јоана, да не беше она, јас никош немаше да се бавам со овие работи, нити сама да се сменам, нити да ги спознам, нити да си го сменам животот на ваков прекрасен начин како што тоа го направив. А исто така знам дека голем дел од причината зошто таа дојде во таа форма на овој свет е да ме стави мене на овој пат за да можам да им помагам на сите жени на кои што ќе најдам да и они видат за себе што се е можно и какви се височини можат да достигнат само ако се стават малку во систем и во структура. Така што за тие што се најспремни, па ќе кажам, програмот еве следниот почнува за неколку недели и од сега ви се радувам на тие што ќе дојдете во истиот. Се прекинува снимањето затоа што ќе почнеме со нашата Q&A секција.